Добар ден, колеги. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за урбанизам и заштита на животната средина со 32 точки на дневниот ред. Заклучивме дека имаме кворум. Ќе ви ги прочитам точките една по една. 32 се на број. Прва точка: Одлука за отстапување на право на градење на ГП број 27 во КО Битола 1/2 согласно ДУП за стамбена заедница број 1, модул 1, блок 1, Битола од 2018 година. Точка број 2. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко-планска документација КП број 381 КО Карамани. Одлука за утврдување на потреба за донесување, точка број 3. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко-планска документација КП број 494/11 КО Карамани. Точка број 4. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко-планска документација КП број 629 КО Карамани. Точка број 5. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко-планска документација КП број 381 КО Карамани. Точка број 6. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трн во идна урбанистичко-планска документација КП број 649 КО Трн. Точка број 7. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трн во идна урбанистичко-планска документација КП број 595 КО Трн. Точка број 8. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 399 КО Цапари. Точка број 9. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 2428/7 КО Цапари. Точка број 10. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 2254, 3235, 2253 и 2252/6 КО Цапари. Точка број 11. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 2257 КО Цапари. Точка број 12. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 2684 и 2664/7 КО Цапари. Точка број 13. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Цапари во идна урбанистичко-планска документација КП број 2592 КО Цапари. Точка број 14.
Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Крклино во идна урбанистичко-планска документација. КП број 1377/7 КАО Крклино. Точка број 15. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Крклино во идна урбанистичко-планска документација. КП број 198 КАО Крклино. Точка број 16. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Кокуречани во идна урбанистичко-планска документација. КП број 2270 КАО Кокуречани. Точка број 17. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Кокуречани во идна урбанистичко-планска документација. КП број 2290 КАО Кокуречани. Точка број 18. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Кокуречани во идна урбанистичко-планска документација. КП број 2072/7 КАО Кокуречани. Точка број 19. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Кокуречани во идна урбанистичко-планска документација. КП број 2750 КАО Кокуречани. Точка број 20. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Буково во идна урбанистичко-планска документација. КП број 853 КАО Буково. Точка број 21. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Буково во идна урбанистичко-планска документација. КП број 947/7 КАО Буково. Точка број 22. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Буково во идна урбанистичко-планска документација. КП број 874 КАО Буково. Точка број 23. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Долно Оризари во идна урбанистичко-планска документација. КП број 1669/2 КАО Долно Оризари. Точка број 24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Доленци во идна урбанистичко-планска документација. КП број 942 КАО Доленци. Точка број 25. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Секирани во идна урбанистичко-планска документација. КП број 899 КАО Секирани. Точка број 26. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Оптичари во идна урбанистичко-планска документација. КП број 1116 КАО Оптичари. Точка број 27. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Бистрица во идна урбанистичко-планска документација. КП број 959 КАО Бистрица. Точка број 28. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат
и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Нижополе во идна урбанистичко планска документација КП број 602/7 КАО Нижополе. Точка број 29. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Дихово во идна урбанистичко планска документација КП број 560/5, 560/11 и 560/12 КАО Дихово. Точка број 30. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Лисолој во идна урбанистичко планска документација КП број 1415 КАО Лисолој. Точка број 31. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Горно Српци во идна урбанистичко планска документација КП број 1147 КАО Горно Српци. Точка број 32. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Братиндол во идна урбанистичко планска документација КП број 661 КАО Братиндол. Вкупно 32 точки. Колеги, дали имате некои предлози во врска со дневниот ред? Бидејќи немате предлози, ги повикувам или го повикувам представникот на општината од урбанизам да се... Молам? Дали се прифаќа дневниот ред? Се усвојува дневниот ред. Бидејќи нема предлози, ги повикувам представниците на општината да се произнесат по точките од дневниот ред. Повелете. За првата точка, што е за отстапувањето на правото на градење, значи, согласно доставениот елаборат, кој што беше доставен во материјалите, утврдено е дека станува збор за градежна парцела 21 во КАО Битола 1 и 2. Таа парцела е регистрирана со деталниот урбанистички план за стамбена заедница 1, модул 1, блок 1. Градежната парцела е со вкупна квадратура од 614 квадрати метри. Поради тоа што таа се формира од две парцели, едната е од 5871/17 со 603 метри квадратни, другата парцела која ја составува градежната парцела е 5871/41. Предуслов за да ова парцела согласно деталниот план и елаборатот биде употреблива, треба да биде градежна парцела. Општината се јавува како сопственик на тие 11 метри квадратни. Таму не може ништо да се изведи поради тоа што согласно изводот од планот утврдено е дека намената на таа парцела е А2 домување со стамбени згради. Ние таму немаме доволно квадратура за да можеме да изведуваме такво домување, што значи дека ние можеме да ги отстапиме тие 11 метри квадратни за ова парцела да биде употреблива. Ви благодарам. Дали некој бара збор? Повелете. Благодарам, председателе. Значи се работи за две парцели, од кои едната е во приватна собственост, а другата е моментално во собственост на општина Битола, и ние со оваа одлука треба да ја отстапиме таа парцела на таа приватна фирма, зашто како другите работи не оди на јавно наддавање и слично. Не може да се оди со јавно наддавање затоа што може
парцелата да биде употреблива само доколку е градежна парцела. Градежната парцела може да биде составена од една или повеќе катастарски парцели. Овде катастарската парцела, која што е во сопственост на општина Битола, е 11. Катастарската не представува и градежна. Градежната во овој случај е од овие две само составена, каде што 95% да речам се сопственост на друго лице, кое што не е општината. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Повелете. Ме интересира овие 11 квадрати поклон му ги дава општината? За то ова одделение не може да кажи, ние само можеме да кажеме за параметрите за градењето. Кој одделение може да ни каже дали се поклон дадени овие 11 квадрати? Дали ќе бидат дадени, не можеме да кажеме. Ние само можеме да кажеме дека ние таму немаме услови да градиме. Не можеме. Добро, општина Битола има Ние парцели каде што нема услови за градење, дајте да и поклониме на граѓаните парцелите, вака испаѓа. Не, овде де факто овие 11 квадрати во рамките на целата градежна не се употребливи само на општината. Не можеме да го искористиме основниот услов за да се издај одобрение за градење. Затоа што треба да биде собственик на цела градежна парцела. Катастарската е само 11, која што е во наша собственост. Дали некој друг ба разбор? Јас, кратко. Повелете. А дали фирмата ќе ги плати овие 11 квадрати? Дали ги плаќа на општината? Одделението наше не го регулира тоа прашање. Ние само кажуваме за градежните параметри. А кој го регулира тоа прашање, извинете? Молам? А кој го регулира тоа прашање? Дали ќе бидат платени овие 11 квадрати или ќе бидат поклонети? За тоа ќе се разговара само доколку се јави интерес за аплицирање за барање за издавање на одобрение на градење. Во овој случај само параметрите ги разгледуваме. Фала. Ви благодарам. Дали може би некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, го ставам... Да, повелете. Имам прашање до одделението, дали ова е пракса и во минатото и колку одлуки се донесени вакви од страна на општина Битола или ова е прв пат ваква одлука се носи? Не можам да ви кажам пред моето вработување, меѓутоа во моето искуство ова е прво. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, ја заклучувам точката и го ставам предлогот на гласање. Кој е за, ќе ве молам да крене рака. За председателе? За првата точка ставив на гласање. Кој е за, ќе ве молам да крене рака. Чекајте, председателе. Чекај, се избунуваме со овие најмилите полек. Ај, гласа. Ќе ве молам кој е за. 3 гласови за. Кој е против? Немаме против. Воздржани 2. Со тоа заклучувам дека е усвоена првата точка на дневниот ред. 15 минути пауза, за да може да се разгледаат катастарските материјали. Повелете. Колеги, продолжуваме седницата. Ја ставам точката број 2 на гласање. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во идна урбанистичко-планска документација КП број 381 КО Карамани. Ќе ме молам дали бара некој збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Кој е за? Ќе ме молам да крене рака.
Со 5 гласови за се усвојува. Преминуване на точка број 3. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Карамани, во идна урбанистичко-планска документација КП број 494/11 КО Карамани. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за да крене рака. 5 гласови за, точката се усвојува. Точка број 4. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Карамани, во идна урбанистичко-планска документација КП број 629 КО Карамани. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за, точката се усвојува. Точка број 5. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Карамани, во идна урбанистичко-планска документација КП број 387 КО Карамани. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Преминуваме на точка број 6. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Трн, во идна урбанистичко-планска документација КП број 649 КО Трн. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? 5 гласови за. Преминуваме на точка број 7. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Трн, во идна урбанистичко-планска документација КП број 595 КО Трн. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Точка број 8. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Цапари, во идна урбанистичко-планска документација КП број 399 КО Цапари. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Преминуваме на точка број 10. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Цапари, во идна урбанистичко-планска документација КП број 2254, 3235, 2253 и 2252/6 КО Цапари. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Точката се усвојува. Точка број 11. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Цапари, во идна урбанистичко-планска документација КП број 2257 КО Цапари. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Преминуваме на точка број 12. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Цапари, во идна урбанистичко-планска документација КП број 2684 и 2664/7 КО Цапари. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Точка број 13. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Цапари, во идна урбанистичко-планска документација КП број 2592 КО Цапари. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Преминуваме на точка број 14.
Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Крклино во идна урбанистичко-планска документација КП број 1377/7 КАО Крклино. Ке молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ке ве молам кој е за. 5 гласови за. Точка број 15. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Крклино во идна урбанистичко-планска документација КП број 198 КАО Крклино. Ке ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ке ве молам кој е за. Пет гласови за. Точка број 16. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Кукуречани во идна урбанистичко-планска документација КП број 2270 КАО Кукуречани. Ке ви молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ке ви молам кој е за. Пет гласови за. Точка број 17. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Кукуречани во идна урбанистичко-планска документација КП број 2290 КАО Кукуречани. Ке ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ке ве молам кој е за. 5 гласови за. Преминуваме на точка број 18. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Кукуречани во идна урбанистичко-планска документација КП број 2072/7 КАО Кукуречани. Го ставам, ќе го молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Преминуваме на точка подреден број 19. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Кукуречани во идна урбанистичко-планска документација КП број 2750 КАО Кукуречани. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Точка број 21. 20 се извинувам. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Буково во една урбанистичко-планска документација КП број 853 КАО Буково. Ќе ви молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Ќе ви молам кој е за. 5 гласови за. Точка број 21. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Буково во идна урбанистичка планска документација КП број 947/7 КАО Буково. Ќе ви молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Ќе ви молам кој е за. 5 гласови за. Точка број 22. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Буково во идна урбанистичко-планска документација КП број 874 КАО Буково. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Точка број 23. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Долно Оризари во идна урбанистичко-планска документација КП број 1669/2 КАО Долно Оризари. Ќе молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Ќе молам кој е за. 5 гласови за. Преминуваме на точка подреден број 24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КАО Доленци во идна урбанистичко-планска документација КП број 942 КАО Доленци. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Точка број 25. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Секирани во идна урбанистичко-планска документација КП број 899 КАО Секирани. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Точка број 26. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Оптичари во идна урбанистичко-планска документација КП број 1116 КАО Оптичари. Ќе молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Точка број 27. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Бистрица во идна урбанистичко-планска документација КП број 959 КАО Бистрица. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Точка број 28. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Нижополе во идна урбанистичко-планска документација КП број 602/7 КАО Нижополе. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови за. Точка број подреден број 29. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Дихово во идна урбанистичко-планска документација КП број 560/5, 560/11 и 560/12 КАО Дихово. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Со 5 гласови за се усвојува точка број 29. Преминуваме на точка подреден број 30, која гласи: Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Лисолај во идна урбанистичко-планска документација КП број 1415 КАО Лисолај. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, не ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Со 5 гласови за се усвојува точка број 30. Преминуваме на точка подреден број 31. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во катастарска општина Горно Српци во идна урбанистичка планска документација КП број 1147 кроз КАО Горно Српци. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. 5 гласови, 4. Филип Поповски, повелете. 5 гласови за. Точка број подреден број 31 е усвоена. Преминуваме на последната точка на оваа комисија, подреден број 32, која гласи: Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КАО Братиндол во идна урбанистичко-планска документација КП број 661 КАО Братиндол. Ќе ве молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Ќе ве молам кој е за. Со 5 гласови за се усвојува точката подреден број 32
Со тоа ја заклучувам седницата на Комисијата за урбанизам и за животна средина. Ви благодарам на присуството и посакувам пријатен ден.